или врсничкото насилство се повеќе зема замав. А системот нема решенија кои би ја сопреле оваа негативна појава што остава длабоки траги. Денес во студио е момче од само 18 години, но со животно искуство што многумина не би го издржале ни за цел живот. Жртва на врсничко насилство во училиште, физички напаѓан и повредуван. Наместо безгрижна младост, тој поминал низ болка, страв и неправда. Јаков Јовановиќ. Јаков, добре дојде. Добре ве најдов и мило ми е што дојдов тука и многу. Ке имаме интересна животна приказна, болна, ама сега си на добар пат, така? Успеваме и сакам да успеам во многу патиста и многу работи да го заборавам тоа што било и што поминало. Минатото. Да. Јаков, каков беше твојот живот од почеток на твојата младост ке почнеме, па се до моментите што ги имаш доживеано? Све беше окей, во градинка беше окей, немаше многу расправи, игравме, детството се знае на секој дека било убаво додека не почнале во школа, додека не почнат да повише да се дружат со друштво во школа, било со поголеми, помали, а во градинка ми беше све окей, играчки се дружевме и ги открива местава на учителки веќе. Кај одат на кафе, ја никато не сум спиел во градинка затоа што ја поточно сум повише ме интересираат места кај одат. Тоа глумев дека спиев, а правец одев кај нив да ги шпионирам што се вика. И убаво беше све во градинка, ме зема мама, тато, фамилијава, баба, дедо. И после кога почнав во школа, прваче, бев среќен, све викам, ајде сега ќе запознам пак нови деца, друштво, на тоа. Тоа не беше така. Сега викам дека убаво е школото, на некој му е убаво, му се погаѓа, не на мене. Тогаш све се разбра дека тие беа безобразни деца од населба Лисиче, таму учев, во Димитар Македонски учев. И бев прваче и све убаво беше. Викам, ајде сега друштво, пријатели, ќе запознам. Не беше така. Тоа беше населба Лисиче во Димитар Македонски, кај што предаваше мајка ми со години таму. И мене таму отидов да учам, да бидам до мајка ми, што се вика. И дојдов втораче и викам, ништо. Од чиста мира, не знам, до ден денес не ми јасно како ме истепа. Ти имате степен уште во основно? Да. Тоа беше првиот пат, така? Да, првиот пат. По бубрежи многу. Не се сеќавам точно, само знам дека ме истепа по бубрежи многу тешко. Зашто, која беше причината што се деси тоа? Јас Без причина? Изгледа без причина. И после ја им кажав на баба ми, на тетка ми, додека бев. Чека малку, што точно ти правеа, кажи ми? Само, не знам, од чиста мира што ме истепа и после избега. Избега тотално од кај што ме истепа, јас и станав и се пожалив и на директори. Наставниците беа, значи, известени, така? Да. Како изреагирални? Вика, дали си добар? Прво ме праша дали си добар. Викам, не сум добар, секако некој друг. Изреагира, значи, од твоја страна, така? Така, па после, кога подетално кога дојдеше таа чијата кога видеа мојве дека ме истепа, имав модринки. Низ телото, така? Телото, да. И ме праша мојве. Од кај ти се модринките? Ја морав да лажам, затоа што
Не ништо се удрив, нешто се чукнав. Не е точно, кажи искрено. Тогаш Зошто си почувствувал дека сакаш да лажеш? да не ги ги покажам и да не после пак да не ме истепат, затоа што имав страв. Тие беа повисоки од мене, силни така, мускулести. Ја викам сега ја ако им кажам на моиве, па после и ја ќе настрадам. Пак повторно. Мама тогаш беше болна од први рак. Не ќевме да ја кажеме, така и вака, видео. Што беше заболена мајка ти точно? Од Кои делови беа матката, опфатени? од долу. Матката? Не, јас тоа не го знаев, бев детен и не знаев точно што како. После детално ми се објасни све, ми се кажа како, зашто се разболела, дека сум посвоен, дека многу работи. Посвоен си? Да, посвоен. Мојве ме зема од мали ножа, не знам, 3-4 месеци бев мал. Од кој дом те зема? Од Битола, не знам точно. Мојве до ден денес ми викате дека не постои Што не постои? домот. Аха. И порано сакав да ги најдам мојве, вистински родители, биолошки. Како раснев, постепено, губев да ги најдам. Интерес губеше? Да. Зошто згуби интерес? Затоа што тие што ме исчувале, што ме израниле, што све ми дозволија, до ден денес све ми дозволуваат. Многу златни родители беа и ми викаат и да ги најдеш, тие те оставиле, нема зашто да ги бараш. Јас викам добро, да наполнам 18 години, ќе ги најдам. Бев тогаш мал, нервозен, викам ајде, морам да ги најдам и да видам што луѓе се. Зашто ме оставиле да прашам. Ме интересираше. Секој дете кога било мало го интересираше зашто онака тоа. И сега, како пораснав, викам нема да ги најдам. Тие што ме исчувале и ги почитувам, не ќам да ги нервирам. Затоа што све направиле за мене и зашто сега да ги барам другите, може некои се наркомани, родителите тие што ме оставиле, наркомани, пијандури, не знам, кочкари, викам и да ги запознам, нема да имам среќен живот. А тука, што живеам со мојве, мајка ми, татко ми, многу ме прават среќен, колку можат ме прават среќен, се борат за мене, еве кога скршив нога. Мојве беа до мене и на операцијава, беа до мене, се трудеа да ме направат среќно дете. За родителите, што ви кажа дека не сакаш да ги запознаеш, да. Затоа Што би почувствувал сега ако дојде тој момент? Што мислиш? Ако дојдат да ме најдат или Самите кои те побарат Да. ако сакаат. добро, ќе седнам, ќе разговарам. Битно е да разговарам. Да ги прашам па зашто ме Да, остави. не ја знаеш причината, затоа не можеш да ги мразиш сепак, така? Да. Никој во животот нема да мразиш. И не ќам, затоа што јас сум дете што ја поминала цела приказна тешко. Мајка ми што беше болна 2 пати од рак, другото што имав многу булинзи во средно и во основно. Така ми Еве кажеш и за на тоа. работа. Да. Сакам да си среќен, вистина. Сега ќе се навратиме на твоето основно школа, пак идеме до средно да раскажеш за Постепено. постепено, ете Да. така. Што почувствува прв пат ете кога те нападна другарите од школа? Дали директорот беше известен и како реагира тие? Директорот во моментот кога ме истепа не беше на работа, директорка беше.
не беше на работа, ја морав да чутам само на професорката и кажав, викам вака и вака ме истепа. А нешто не и кажав детално све, затоа што имав страв, вистина, да не настрадам, да не ме начекат било кај, на улица да не ме истепат. Затоа, а тогаш тагував по мајка ми, мислев дека тотално ќе загубам заради рак. Многу луѓе има загинат од рак и мене ме плашеше да не ми умре, да останам без мајка, затоа што ми беше, викам, сега не ќе да ја нервирам, женава е по операциона потоа, тогаш ја изгуби косата тоталка, носеше марама, некој ја сватија озбилно, некој не ја сватија на работа. Викат, шо носиш марама? Има безобразни колешки, тоа не го знам детално. Сега, викам, нема да кажам, отидов дома, кажав целата приказна на баба ми, на тетка ми и вика ќе средиме полека, малку нека поминат терапии и такви работи, ќе и кажеме на мајка ти све полека. И во еден момент морав дома да дојдам, полека оздравуваше мајка ми, викам, ајде сега да одам дома, све имаше, донесен ручек, викам, да направиме прослава дека е подобра. Океј, и јас требав да се избањам и така открија полека. Јас колку можев ги криев модринките. Не можам, ми беше страв. Викам, сега ако кажам, тоа не знам како ќе биде, дали полошо и дошна. Викам, тато, чути, не и кажувај на мама, затоа што мама беше во надвор, беше пролетно време, викам, не и кажувај, те молам, чути, затоа што да не стане некој куршлуш. И тато вика, кој те истепа? Ја викам, никој, што учукав, по маша, по столица, тоа. Вика, не се тие модринки за удирање, тоа. Ова е некој те истепал тешко. И морав. Дали така, дали вака, морав да кажам све, затоа што на лагата се кратки ножет. И кажав, мама слушна, и вика, сега ќе одам на школа. Било дали е болна, дали не, отиде во школа, кај директорка, кај психолог, све. И вика, вака и вака, детево го истепа, го измалтетираа. Вика, или ќе ги избркате децата во некоја друга школа или укори, не знам како ви им се правилата во школа, ги избрка. На година, што се вика, бе второ, во трето ги избрка. Институциите беа запознаени со случајот во тоа време? Изгледа не, затоа што неќа големи проблеми да стануват. И рече, или ќе ги мама и тато рекој, или ќе ги избркате нив, или моево дете налево круг ќе си оди од оваа школа. Ја не сум тука и он нема да биде. И после ме префрлија во другото школа, кај нас во Малово Сопиште, и Драга Стојанова се вика. Тоа има и во Ракотинци, и во Сонје, и во Сопиште. Од прво до пето се во Сопиште и во Сонје, а од 6 до 9 се горе во Ракотинци. И ме префрлија таму. Викам, сега ајде да видам како и тука. Почна прво муабетоното, се сеќавам на 1 април почнав таму во тоа школа на 1 април. И некое дете или девојче ми приде и ми рече, ти си посвоен, не ти се овие вистински родители. И ја не го заушив, поточно се израдував машкембал, дај да се машкирам, што се вика. Не познаваше тоа? Не, тој момент не го знаев.
Викам, ај сега, не изгледа нервозна она тоа, го кажала онака. И после ја ги седнав мојве по 2 недели, така се сеќавам. После 2 недели ги седнав мојве. Викам, седнете да ве прашам детално што како. Викам, вистина ли сум посвоен од вие сте ме земале? И викам, дали сум вистина посвоен или ме лажат другари? Вика, мораме да ти кажеме, затоа што психолозиве ни рекоа, морате до 10 години да му кажете. Да не кажете од улица непознати ти посвоен си. Добро ми кажа, што ми кажа, дека сум од дом земен, дека од други родители те оставиле и ја викам, ми беше тешко, рикав, плачев и вика, не плачи. Ја викам, морам да ги најдам. Се карав во тој момент со мојве, викам, сакам да ги најдам, ако треба и под камен и под земја ќе ги најдам. Дали се мртви, дали се живи, дали се отидени негде. Викам, добро. И ме смирија мојве и рекоа, ќе ги најдеме, наполни 18 години, ќе ги најдеме. Сега имаш 18. Да. И вика, ќе ги најдеме, не е проблем, ќе ги најдеме. Викам, добро, ќе ги најдеме. И останав на тоа. Ја после некое време плачев, рикав, тешко ми. Ми текна, не знам уше што ми текна да направам, да се отрујам со апчиња, да си го одземам животот. До тој степен? Да. Добро, ме спасија другариве од улица. Тоа беше напролет. И викам, Што помисли тогаш? тогаш помислив, кога го направив тој момент, тоа беше, Што направи? отидов со другарите, точачи се возевме и нешто се скарав со нив. Не знам, не се сеќавам точно, јас се налутив. Демонстративно си заминав и дома отидов тајно. Мајка ми нешто беше надвор, татко ми ја поправаше колата и јас влегов тајно дома да земам, се сеќавам точно, земав нож. Не е толку остар, земав нож, викам, сега ќе го скратам животот и више јас имав многу надеси дека нема тоа што го сонувам да го успеам. И викам, сега нема дома да го направам тоа, ќе го направам надвор во некое скривно место. Тоа не беше точно скривно место, беше малку отворено. И викам, сега ќе го направам тоа или ќе се пресечам или ќе се прободам. И како доаѓаа другарите, требаше да се шимнат надолу. И ме видоа и ми рекоа, што правиш? И ја викам, сакам да си го одземам животот. Вика, немој, полека, смирен. Која слика ја видоа другарите кога те... Дека тие беа мали. Не беа многу нешто... Кој момент Да. беше тоа кога те видоа? Со Видоа ножот? готово да се прободам. Значи сакаше абдоменот тука? Да, на пупакот. И ме застана. Вика, смирено, сега ќе биде све полека, само не го прави тоа. Фрли го ножот, ми го зема дечава, ножот го фрлија во дол. И истрча до мојве да кажат. Не знам, кажа дека сакав да ги прободам нив од едно во друго испадна насока. Дека поточно ја требав цели 3 месеци да им објаснам на сите во мало дека ја сакав да си го одземам животот. А деца мали секако ќе помислат сва и сваста. И ме земаа мојве со плачење, рикање, вика, мојве, вика, зашо го правиш сине тоа? Не мораш. Дали нешто ти сгресив ме во животот? Викам, не, сакам да ги најдам мојве. Ја тогаш бев упорен, додека не ги најдев, Јаков да не се викам што се вика. Вика,
ти рековме, ти ветивме дека на 18 години. Викам, ја не сум стрплив до 18 да издржам тоа. И викна фамилија, тетка, баба, братучетки, сите, викна фамилија да ме смират. Ја не знаев, чутенката го направија тоа добро. Не може они да се справат толку. Тоа беше после 1 година од мама која се разболе. И ја не ќе стрес и затоа го направив надвор да не ја стресирам и на крај испадна од 1/3 испадна. Викам, сега ќе го викам, немојте, јас сакам обавезно да ги најдам, затоа што да видам што луѓе, можеше богат. Тогаш ми беше во животот, сакав како моиве другари, да бидам богат, да имам коли, базени, некоја убава вила, куќа, да ме чуваат обезбедување. И вика, тато, тоа ако ти успееш во твојата кариера фризер, може да ти се деси. Вика, не гледај во туѓите животи. Еве, на пример, од овие моиве, во моја малост беше богаташи, милионери и не знам што, пејачи, опершки и такви работи. Ја љубоморев. На времето тогаш љубоморев дека они имаат, а ја немам. Порано ми беше, моиве другари има PlayStation 5 и јас викам, сега морам ја да имам. А тоа не знам колку чинесе 500-600 евра. И ги умрев моиве, така е зборот. Ги умрев од... Што сакаше да го добиеш? За твоето барање? Немаме доволно пари, ми рекоа они. Или играј си кај нив, или ние немаме 500 евра да дадеме за тоа. Тие 500 евра можеме да ги дадеме за нешто, за колата, за куќата, за многу работи, не знам. Не се разбирав тогаш на времето и до ден денес не се разбирам. Не знам да плаќам сметки, а сакам да го научам. Тато што пати ме учеше и вика, татко ми е полицаец во МВР. Не знам што работеше по компјутери. Вика, ти мисли син, сега ја можев слободно да те пријавам. Вика, не морам ја, може некој друг. Еве, тие другари што ме видоа, мајка и е полицајка во МВР работи. Вика, сега слободно може дечата да те пријават и да ти дојде да те земе слободно. Полиција и да заглавиш во, не знам, некоја дечка полиција. Така ја викам. И вика, уште еднаш те молам да не го правиш тоа е лош. На други им оставаш лош печат. Кам најдете ми ги родителите, ја немам ништо више да тогаш нема да ве речкам дека постоите. Можеше богати. Вика, тато. Може не се. Можеше наркомани, дрогаши, пијан, дури не знам уште што. Вика, ти каков живот ќе живееш? Ќе те тепат секој ден, ќе те малтретираат. Не знаеш што ќе ти прават. Може ќе те продаваат органи, она, тоа, 300 чуда. И вика, сиди си кај стоши. Затоа што не можеш да премислуваш, ти мислиш, сите им чутаат пари во животот. Можеше во друг насок. Така. Сега се откажа веќе. Се откажав пред 3 години, поточно кога бев 3-та година средно. Лани завршив дипломиран фризер. Викам, што да ги најдам? Нема ни да им муабетам. Ќе седнам, не е проблем, само ме интересираше поентата. И порано само лошо се изразив. Порано и до ден денес ме интересира зашо ме оставија поточно. Изгледа имало причина зашо ме оставиле. Дека, не знам, важно, толку не ме заинтересирува. Го живеам животот со моиве, ми пружија све што може. Вика, сине, ме праша кога скршив нога, ме праша
дали сакаш сега да ги најдеме, некако да ги најдеме по тие работи. Викам, седнете, мамо и тато, тогаш бев со скршена нога, не можев ни да одам, инвалид. И викам, седнете да разговараме. Викам, и да ги најдам. Мислете дека ќе им муабетам она-тоа, ќе седнам на кафе, едно нешто, ќе ги прашам, еден збор ќе ги прашам. Зашто ме оставивте толку? Сега ќе се навратиме малце во твоите средни школски денови во Влагов. Таму каков ти беше еден школски ден? Дали таму имаше исти моменти на врсничко насилство? Имаше. Кажи ги. Бев, викам, првиот ден, 1 септември, викам, се запознав со другарите. Не ги ни знаев, не ги познавав. Викам, ајде сега ќе влезам во школа, прв ден се израдував, ми честита сите, со среќа. И викам, ајде, сега ќе најдам друштво на тоа, мислам, и по мои мерки, што не се некои милионери, затоа што милионерите ги открив зашто беа како што беа, безобразни, и ми рекоа, уживај, полека, постепено ќе биде тоа. Мојве ми го рекоа. Отидов во школа, весел, радосен, и подетално до крај на декември, од септември, октомври беше све, девојчињава ми муабетеа, машките малку беа препотентни. Не ќе да се дружат, а повише беа бандити. Ти избегнуваа, Да. така? И видов дека сум запнат да бидам фризер како што ме интересира. По мој занает се запишав од мали нозе, перики, турбани, тоа све става. И се запишав во таа школа и ме избегнуваа, гледа дека не сум тип што прави бели, што се тепа Повлечен. Јас сум повлечен, повише сум повлечен и сега до ден денес не знам да придам на човек на моја возраст, не знам да им придам. Како да им придам, како да им направам муабет. Ме речат овој ни ме знае, ни ме познава, ова е некој слаки дете. И јас до ден денес немам друштво. Што се случуваше во школа? Во тоа школа се случува прва година, машки ве вика, ајде дојди со нас да се мајтапиш со деца со посебни потреби, секакви имаше деца во тоа школа. И ја викам нема да се мајтам. Затоа што ја не сум такво дете, ќе се мајтапиш. Викам нема. И вика, не се мајтапиш со нас, затоа што ќе го настрадаш. Тоа ми го рекоа и јас си го врзав во памет дека може нешто да настрадам, да ме уби. Сакаш да кажеш, те тера, што мислела дека ти си Некој дете. дете, ете така чудно, Да. сака да те натераат да направиш некој лош момент на тоа дете со посебни потреби? Да, и било. Сакаат да те искористат тие бандитите, како што кажат. И ти одби и? Ми рекоа, немој, ќе те начекаме, било кај ќе одиш, ќе те начекаме и ќе те истепаме или не кажаа дека ќе ме убијат тоа. Ја отидов кај психологот. Кам вака и вака ме малтетираат, ми се закануваат, повише беа закани. Значи вербално. Да. Вика, издржи. Секојдневно траеше тоа? Секој ден и секоја година, што се вика, 3 години исто, па исто. И ми вика, ти издржи. Психологот сам ми рече, издржи. Вика, ќе заврши годината. А викам, ја 2 години да ги трпам, немам намер. И секоја година ја повише бегав од часови, не бегав од школа, од надвор, бегав од училна, одев кај психолог. Тамо бев 24/7, што се вика.
И им ја раскажав целата прикажа на нив. Ја нема да седам на часови затоа што ја не можам да го трпам тоа. Затоа што беше многу малтретирање и многу ми викам сега ако им се протиставам, не знам што ќе ми се деси, дали ќе ме убијат, дали не знам. И кажував секој ден на психолози, на директори во тоа школа, тогаш бев повозрасен. Директорите, да, директорот дали реагираше? И тој ми вика, издржи. Директорот? Да. Издржи. Викам, уште колку? Или се минете ми ја паралелката, или да не сум во тоа. И почна и други да ме зафркават од други класови. Ми викат, ти нема да успееш, ти ќе бидеш прошијак, по улици ќе прошиш, нема тоа да успееш ти да бидеш манекен, фризер. Тоа што си го наумил, нема. Затоа што гледаа во мене дека има аспект по мојот занае. Потенцијал. Да. Дека ме интересира, другите идеа бавтана да поминат школа. Ја имаше ли страф да одиш во школа? Имав. Многу имав страш. Повише одбивав во школа да одам, вика тато мораше да одиш. И мама вика, мораше затоа што да не добиваш укори на тоа. Имав секој ден, деноноќно, викам, ноќе се молев, викам, ајде ќе биде све окей, ќе го поминам денот како ништо да не било. Го поминував со маки, 3 години го поминав со маки. И после втора година, или прва година имав една професорка, ич не ме сакаше, по фризерство ми беше. Зошто мислиш дека не те сакала? Затоа што јас на секој од професорите викам многу сте убава, тоа ми од мали нозе. Но даваш комплимент. Да, и вие сте многу убава, убав стајлинг имате. Благодарам. И таа имаше нешто ко, не знам, ко ме одбиваше цело време. И ќе прашам, викам, што имам за учење да научам за утре да бидам. Вика, научиш и сам имаш книга, избериш што сакаш, научиш. И многу беше дршка, безобразна. Ме свати, вика, ова дете му фали многу дашки. Ме правеа и таму лудак, пациент, да се каже дека... Вербално на четвртото рега. Повише таму вербално. Нема втепање, затоа што ја бев таму, све кажував на психолог, не ќе проблеми да прават. И втора година ме префрлија на една... Што ти збора најчесто децата? Децата ми збореа љубомора, беа повише љубоморни на мене, дека ја ќе успеам, а они не. Вика, ти нема намера да успееш, тебе не те бидува за фризер. Ти нема да бидеш тоа што го сакаш, ќе бидеш прошијак, по улици ќе сакаш, ти нема да имаш ич пари, ќе пропадне и куќата и све ќе имаш, нема да имаш пари. Еве, до ден денес ја го успевам да им го докажам дека ќе биде тоа што сум го намислил. Ти ќе бидеш, не знам, какви лоши работи ми кажа. Кажи за да слушнат гледачите. Да. Ми кажа дека имаат вакви проблеми. Да, имат, гледам сите деца. И мене најчесто ми викаат дека ќе бидам циган, прошијак, ти нема да успееш во животот, дека твоите немаат пари да те преживеат, што се вика, дека ќе немаат пари ни за школувањето. Дека тебе ќе ти се деси многу лоши работи. Уште многу работи не ми текнува во моментот, понатаму. И вика, еднаш во еден момент професорката
цело време ме малтретираше. Вака, дека јас сменив 3 пракси. Во 3 години сменив 3 пракси, затоа што првата година имав еден газда, добар беше газдата, а другиве не ме сакаа од... Тоа од школа кај што ве праќа. Да, на пракса. Ја можев и сам да изберам, само немав кај. Газдава многу сакаше да ме научи за математика. Секој ден седнуваме, кога ќе дојдам, ме учеше математика. Вака треба, толку ќе им дадеш, толку ќе им земеш. А другиве овие од што работеа таму, така беа груби, безобразни. Одработените негови? Да. И затоа ја им викам и на овие млади генерации, ако се запишуваат во тоа школа, им викам на децата, немојте да одите на пракса. Ве лажат тамо дека ќе ве запослат и дека ќе ви дават све. 3 години ја рмбав метала џогер, ја не чепнав ич кош. Не ти Што да. чепкав на мајка ми, дадиве, братучеткиве. Зошто мислиш дека не ти давале? Затоа Кој е што проблемот? мислеа дека не сум за таа струка. Јас све се борев да им докажам. Гледам дека не докажам. А на втората пракса, кога бев, од една на друга. Затоа што мене не ми се свиѓа повише и нема што да ме научат. И на втората пракса идев цела година кај нив, кај Неже, и добив таму награда. На град Шкопје добив награда пехар, второ место. Добив за свечана фризура. Добив све убаво, сите аплодират. Тоа љубомора, мора да аплодират. И добив што добив и после, тоа беше април месец, добив и останав уште еден месец и требаше летна пракса да одам. Ко летна пракса 21 ден. Викам газдариче, јас треба да одам на одмор со тетка ми. Ка оди слободно, па после ќе се договориме кога да дојдеш. Викам, добро, отидов на одмор и све помина одморот. И се враќам и утре дента и се јавувам, викам газдариче, кога да дојдам на пракса да го почнам тој 21 ден. Да одам. Вика, не доаѓај, не ми требаш, немам многу работа. Не ми доаѓај, само ќе ти потпишам дека си бил 21 ден, ај чао, пријатно. И викам, добро. По 2 месеци или 3 слушнав од некои нејзини колешки и ме праша дали ти ги крадеш нејзините муштерии. Ја викам, како ги крадам? Викам, ги земаш, ти ги привлекуваш да доаѓат кај тебе на фризер. Ја викам, нема шанси. Што ќе им направам 2-3 муабети, пример, сега ја да имам салон, вие ќе ми дојдете и моиве ученици муабетон на тоа. И јас нема да речам на учениците, вие сте ми ги краделе муштериките. И беше малку како понижувачки. Ја викам, нема такво нешто, ја што ќе им направам муабет, тоа е. И таа беше малку некоја искомплексирана во нејзини... Во некој нејзин свет. Кажи ми за моментите дури беше во средна школа, што зборувавме тоа за вербално дека си имал проблеми. Што точно ти прави децата? Повише имаше пчовки, пичка ти лепа материна, ѓубреши, тоа, да ти умре мајка она тоа, дека ти види како се облакаш, криви ти се ножете, дека имав едни патеки и така малку ми бегаат ножете. Ти види крив си, ти
тебе не те бидува за спорт, и вистина не ме бидуваше за спорт, ти си со 2 леви ноже, вика, ти не си способен да одиш во школа. Викам, добро, и чутав, морав да чутам. Ми вика, родителите види ги сиромастија, жива. Уште не знам, ми вика, ти немаш доволно пари како нас. Љубомора дека не сме нешто, ние немаме скромен живот, а тие баш љубоморат, дека ти што си замислуваш дека ќе имаш кариера, ти не те бидува прошјак си, ѓубре. И Како влијаеше тоа на тебе во тој период? Бидејќи и мајка ти нели имаше Да, рак и и сега како што се? и кога бев 2 година, пак вториот рак фати. 2 пати. И мене ми влијаеше, си викав во себе дека не ги речкај. Зашто тешко е Да, мајка болна од рак, да, по втор пат, како што кажа, да. вербално напаѓан во школа. Што Ве- чувствуваш? Јас кога дознав мама дека е пак по втор пат болна од рак, тогаш бев пред последниот ден, бевме на Мекијачи кај внука ми и ништо, све е убаво. Насмејана беше мајка ми, јас викам, добре, викам. И на една пријателка и рече мајка ми дека ние ќе се видиме за последен пат, и тоа мене викам, сега што вика последен пат, викам, нема да умираш, што вика. И ја викам, и дома дојдовме, викам, мамо, кажи ми искрено што рече на пријателката дека ќе се видиме последен пат. Вика, седни сине, да не ти се слоши, затоа што мене повише ми се лошеше, ми се повраќаше, ми се стемнуваше. И вика, сине, ја пак Од што ти се поврекло? така, од стресови, од нервоза. Повише јас животот го преживев со стресови, малтетирања. Јаков, сега сакам да те прашам, кој ти е најтешкиот момент од твојот живот што го имаш доживеано? Најтешкиот момент што го преживеав сите беше кога скршив јас нога. Тоа беше најтешкиот момент во мојот живот. Лани ја скршив, тазе за пред Нова година. И требав да се вработам на тоа. И го бев на операција, ми рекоа ќе биде све добро. Ја не можев ни да одам, поточно да се сетам, да си го живеам пак нормалниот живот. Добро. Сите ми даваа надеж од родителите дека ќе успеш, вика, мама и тато, најмногу беа во поддршката мама и тато. Добро. Дека ќе успеам, дека ти ќе проодиш. Добро. И што? Сите има сите скршени нозе, има све, ти ќе имаш надеж само во главата дека ќе успеш и дека ќе продолжиш по патот пак да живеам. Многу луѓе има На посета ти доаѓаа дома? Доаѓаа само баба ми и тетка ми на татко ми сестра, тие дојдоа. Други ни дојдоа. И една пријателка на мајка ми од еднаш и пишував. Тоа да го кажам. И пишував, викам, ајде дојдете да ме посетите како пријателки, сте многу познати. Викам, дојдете да ме посетите, на болен човек секако се доаѓа да се посети.
И пишува имам работа. 3 пати ми пише и викам, окей, ајде, чао, пријатно, не ти пишувам више. И утре дента, не знам, од нервоза, дојде и јас стана, викам, ајде да ја гушнам, ко познаничка и на мама, викам, Мила. И како дојдов до нејзе, едва и станав и ми беше во ортоза ногава, да ми го држи коленото и едва и станав со дубачето да дојдам до нејзе. И влезе демонстративно во мојава соба и како тргнав да ја гушнам, го тргнав дубакото да ја гушнам. И таа да ме гушне исто како јас, ме бутка, паѓам на телевизорот уш мојава глава и се креши. Не се креши вака од стакло, натрешно се креши. И јас и демонстративно вика, ова дете не е за сите. Ова дете е психопат, болен во мозок, психијатриски случај. Ова дете треба да се лечи во лудница или било кај, не знам. И вика, ова дете не е за во град. Не дај Боже некој да му пререче нешто. Може детево да го... Поточно мене ми го збореше пријателката на мајка ми, на мама, збореше дека некој да го нешто да му даде некој совет или нешто да му пререче лошо, може Јаков да го убие. И јас викам, не фаќај на зборовите што се вика, све преболев, све помина, викам, за ова не се правиме проблем. Вика, детево да си го носите во лудница, не е за сите. И од тогаш мајка ми и од сите не им муабетеа ништо, ко ме нарече будала. Многу ми дојде тешко. Кога одеше во школа, каже дека повеќе од денот си бил кај Психолог и директор. Тогаш ти чувствуваше заштита нека? Во тоа Димитар Влахов, Дека си барал да разговараш стрикно со неа, така? да. Убаво ти беше да разговараш со неа? Све беше муабетот. Ја немав никаква заштита. Ко беше само ме лаже. Ко ме мајтапеа, вика, добро, ќе биде све, не е проблем, не ги речкај. И дојдев 3-та година и ми река, издржи уште малку. И да ми зборат лоши работи, некој дека ти нема да успеш. Ја имам вржано во мозокот дека ја ќе бидам фризер, не можам да бидам затоа што многу бев на многу дуќани во Скопје, вика, ми треба искушен човек. Викам, каков искушен човек ќе имам ако не ме задржите? Биди ме неколку дена, може ќе станам искушен, не може од небо да бидам искушен. И тоа се остранив, сега сакам да бидам и манекен, и инфлуенсер, тоа се гураме некако да бидам, да рекламирам брендови, тоа, така, тоа ме влече, затоа што поточно ославна, викам, тоа да се успеам. Јаков, за крај, што сакаш да дадеш? Ете, една порака на нашите гледачи, на младината што ќе те гледа. Вака, би препорачал на младиве генерации што доаѓаат уше, само не фаќајте на зборови што би рекле другите. Мислете си го правиот пат што сакате да го успеете, дали сакате манекен да бидете, дали фризер или некој бизнис да водите, само тоа мислете. Друго, што рекле некои други луѓе, не фаќајте. Важно да си мислите во себе дека ќе успеете во животот, дека ќе биде све окей, другиве не се битни. Важно дали дават поддршка фамилијава. Тоа е најбитно. Ти ја имаш веќе поддршката од твоите родители? Од мајка ми и татко ми најмногу имам, на татко ми и сестрата и од баба ми, на
баба ми на мама. Од нив имам најмногу поддршка. И во школа не ги речкајте никој што зборуваат какви сте, онакви, само знаете вие какви сте. Други не можат. Да гатата на кафе не можат. Така е. Да. Јаков, благодарам што ми беше И гостин. мене ми беше Се надевам мило. дека еве децава Сват. ќе сватат Да, како е да си вербално да. навредуван и сето тоа ти што имаш поминато во живот, дека болката, чим сам си сватил дека треба да ја отргнеш, тоа е добро. И за Сакаш за крај нешто да додадеш? И не мораме да ги сметаме луѓето какви што се. Сакам да дадам порака за сите деца. Не мораме со тие со посебни потреби било. Деца со посебни Да. потреби, добро. Не мораме да ги тргаме од друштво. Мораме сите да ги прифатиме како што се. Некако, пример, он има дислексија, како некој е во количка, некој не гледа. Сите сме едно семејство, како државава мора да свати и младава генерација дека треба да ги прифатиме секакви како што се и да не ги отстрануваме. Пример, има пример некој сака да успее во некоја работа. Сега ќе речат фирмите немаме такви услови. Мора секоја фирма или нешто работа маркет да има таква услуга да ги прифати. Еве како мене, полно бев на маркети, во секакви маркети вика ти не си за маркет, ти не си за она, за тоа. Ти си имаш некој филм одреден да бидеш инфлуенсер, манекен, тоа. Ти не си за нашите маркети. И така. Тоа и само се надеваме за ова зборење дека на некој ќе му влезе во глава да не ги закачат и да не ги малтретираат другиве деца. Децата. Што го истрпев ја, неќам никој да истрпи. Благодарам Јаков што ми беше И гостин. мене ми беше мило, фала што ме викнавте и прво да ви кажам, Благодарам што прифати. нисто и убаво сте стајлингот ви е многу убав. Браво. За млада ваква убава господја ви стои овој стајлинг. Благодарам. Благодарам. Нисто. И ти си многу добро облечен. Да, фала. Јас си креирам сам. Поздрав.